Универзитет Свети Климент Охридски, Битола. uklo.edu.mk. За универзитетот отворено. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата за Универзитетот отворено. Денешното издание го посветуваме на првиот Укло студентски колорс хакатон. Имено, Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, како дел од Европската универзитетска алијанса Колорс, од денеска до 26 ноември 2025 го реализира првиот Укло студентски колорс хакатон во хибриден формат со наслов Мултидисциплинарни предизвици на тројната транзиција, социоекономски, зелени и дигитални. Настанот вклучува едукативна и акцијска платформа преку која 50 учесници, студенти од Укло и од универзитети членки на Колорс, наставен кадар, средношколци и експерти од различни области имаат можност да развиваат идеи со потенцијал за реална примена. На свеченото отворање во Коспејс офисот на Укло Колорс во студентскиот информативен центар, учесниците ги поздрави ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски, Битола, професор доктор Игор Неделковски. Го пренесуваме неговото обраќање. Ова е прв ваков настан да организираме хакатон во рамките на Колорс алијансата. Ке има најмалку уште два во наредните 2 години, а ако алијансата се одобри и понатаму да биде финансирана од комисијата, ќе станат и пракса долгорочна. Денеска ние како универзитет се ставаме на располагање на општеството и ве предизвикуваме вас, најмладите, најкреативните, да дадете интересни, иновативни, креативни, дигитални решенија за иднината на овој регион, во кој јас ве охрабрувам да останете, да студирате, да работите и да основате своји семејства во иднина. На тој начин, вие уште од сега ќе си ја креирате иднината каква што ја замислувате. Не со заминување на некои подобри места, туку овде да го направиме овој регион и оваа држава подобро место. Овој хакатон, кој што ќе трае во наредните денови, на крајот ќе резултира со доделување на награди за најдобрите во вкупна висина бруто вредност од 2500 евра и секоја година оваа сума ќе се комисијата ќе ја распределува помеѓу најдобрите решенија кои што ќе се изберат, но кога ќе сречам комисијата има двостепено одлучување. Едно, нашите професори кои што ќе дадат препораки, а конечната одлука ја носи Централната комисија на Колорс алијансата, составена од 9 универзитети кои се членки на алијансата. Јас уште еднаш ви честитам, ви се заблагодарувам на сите што се пријавивте како ученици, како студенти и посебно на вашите професори и ментори, било од средните училишта, било од универзитетот, кои што работат со вас и ве охрабруваат да ја земите судбината на оваа земја во своји раце уште сега, кога веќе почнувате да созревате како личности. Ви благодарам. Учесниците на Укло студентскиот колорс хакатон ќе работат во просторите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Деканот, професор доктор Благој Ристовски, горд што токму ФИКТ е домаќин на овој настан. Тој во своето обраќање посочи: Темата на овој хакатон, мултидисциплинарни предизвици на тројната транзиција,
социоекономска, зелена и дигитална, е повеќе од современа и релевантна. Таа е суштинска за еднината што сите заедно ја градиме. Живееме во период на забрзани промени, општествени, економски, технолошки и еколошки. Токму затоа ни се потребни нови генерации кои не се плашат да размислуваат поинаку, да решаваат комплексни проблеми и да создаваат иновативни модели за одржлив развој. Овој хакатон ги обединува токму тие вредности. Ви нуди можност да работите во тимови, да ги споите различните компетенции и перспективи и да формирате решенија кои ќе имаат реално влијание во заедницата. Годинава ќе се соочите со 3 значајни предизвици: намалување на отпадот од храна и поддршка на циркуларна економија, област која бара и технолошко и социоекономско разбирање, за да се создадат одржливи модели што ги намалуваат загубите и ја потикнуваат свесноста. Ефикасно користење на енергијата и можности за обновливи извори, предизвик кој е клучен за зелената транзиција и еднината на енергетските системи. И унапредување на социјалната инклузија, тема која потсетува дека вистинскиот развој е возможен само ако е достапен за сите членови на општеството, на заедницата. Во текот на хакатонот во наредните неколку дена ќе имате можност да слушнете мотивирачки говори од стартап основачи, од експерти и представници од инкубатори и фондации, од факултети, кои секојдневно ја поддржуваат иновацијата. Искористете таа можност. Поставувајте прашања, барајте насоки, градете контакти. Денес не се надпреварувате само за награда, туку за идеја која може да стане реален проект, за искуство кое ќе ве обликува како професионалци понатаму и за визија што може да придонесе кон подобра и поодржлива иднина. Ви посакувам инспиративна и продуктивна работа во текот на наредните 3 дена. Верувам во вас и нетрпеливо очекувам да ги видиме вашите решенија. Ви посакувам многу среќа и ви благодарам на вниманието. Останете понатаму со нас по музичката пауза повеќе за критериумите што треба да ги исполнат учесниците при изработката на нивните решенија. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Без тебе кода паѓа, без ни ден од што се раѓа. И донатој в некој мрак, оставен без трак. И тече празно време, в некој немир да ме земе. И слаба сум, слаба јас, осамена без глас. Сепак ти си тука, ти неизбежен. Како моја сен, како шепот најнежен. Дури секој зид, ти ми разбираш. Пролетне се ти, животот наш. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти. Ми подаваш рака и секогаш така даш да кога сум. Па дава твоја рака, гасне мојта мака, јас спокојна сум. Ништо не ме плаши, штом си тука ти. Блика сонце в чаши, што ги помниш ти.
На свеченото отворање на првиот Укло студентски Колорс хакатон, учесниците ги поздрави академската раководителка на Укло Колорс, професор доктор Рената Петровска-Нечковска, која на почеток појасни како работи Европската универзитетска алијанса Колорс. Веројатно веќе и го гледате функционирањето на Европската универзитетска алијанса Колорс, дека е поразлично од било кој проект, бидејќи се гради за да трае, како што кажа ректорот. Се надеваме дека во овие 4 години ќе успееме да направиме доволно добри основи за наредни 7 кои што би биле финансирани од Европска комисија и за наредни стотици за да ни трае универзитетот како дел од Европски универзитет. Што е тоа? Алијансите смеат, можеби имате слушнато, европска диплома European Degree, нешто кое што се дефинира и регулира во Европската комисија. Како што се дефинира и регулира легислативата, така од алијансите пробуваат да ја направат подлогата за тоа. И сега можете да замислите, многу често јас го споредувам работењето со алијансата како операција на отворено срце, додека пациентот трча, а ние исто така трчаме на подвижна лента и уште во позадина како на Игри без граници се случуваат различни невреме, снег, дожд и слично, земјотрес и слично. Така е чувството да се работи и да се гради алијанса. Страшно предизвикувачко, но и страшно исполнително. Ке ве замолам за исто така од перспектива ваша да имате и поддршка и разбирање и за некои работи кои што не се сосема оформени, не само на овој хакатон, туку и генерално. Може би низ времето, низ 2 години слушнавте за колабораториуми кои што ги организиравме и тоа како нов термин колаборација, што значи, па како се реализира. Меѓутоа, она што го акцентираме цело време е интердисциплинарност, трансдисциплинарност. Значи, алијансите пробуваат да градат академија, да ја реформираат академијата и незиното место во општеството. Една значајна карактеристика е интердисциплинарноста. Значи, многу малку од работите што ќе бидат една чиста дисциплина, бидејќи универзитетот веќе си ги воспоставил тие работи. Она што сакаме да се додаде, како додадена вредност, се баш тие вкрстувања, бидејќи реалниот живот е навистина интердисциплинарен. Другото нешто што постојано го правиме во сите работи и активности од алијансата се challenge-based, problem-based, mission-based, значи обратен начин на позиционирање на нештата, не се од академијата кон реалниот свет, туку од реалниот свет кон академијата и универзитетот. И затоа експерименталните форми во кои што, како што гледам, голем дел од вас сте вклучени, специјални видови на практикантства, специјални начини на спроведување на проектни задачи. Се токму тоа експеримент како уште повеќе да сме во соработка со нашите стейкхолдери од бизнисот, институциите на системот, граѓанскиот сектор и образовните институции. Професорката Петровска-Нечковска на учесниците им посочи на што да обрнат внимание при нивните изработки. Пристапот што алијансата пробува да го вметне во начинот на кој што функционираме и размислуваме е така наречената тројна транзиција. Значи, пробајте, дури ние за тимовите кои што не се веќе искомбинирани, а и со менторските совети и слично, ќе дадеме насоки да ги инкорпорирате најмалку тие 3 аспекти. Значи, social, green and digital. Не само ИКТ решение, туку ИКТ решение кое што има предвид и за environmental аспект, има предвид и за општествен, behaviorален и слично. Значи, пробајте макар да ги напомените, бидејќи имаме и инструкции до специјалната комисија и од алијансата да тројната транзиција, која што е концепт кој што ние, нашиот укло, го воведе преку своите научни придонеси, сега веќе се живее во целата алијанса. Значи, пробајте и вие во вашите тимови. Друг момент што сакав да го истакнам, ќе го оценува жири комисијата, и е барање на едно ниво на алијанса, е alignment with Color's core values, значи inclusiveness, sustainability, innovation, student-centeredness and transdisciplinary cooperation. Пробајте да ги имате на ум, за да може да добиете поени, а исто така и да ги правиме решенијата онака како што треба. Тројната транзиција е спомнав, и таа се бодува, и таа е потребна. Impact, значи impact, колку може она што вие ќе го смислите и дизајнирате да влијае во нашето живење. Може би некои од вас ќе работат како нашите факултети, универзитети
да имаат, не знам, инклузија, пристапност, справувањето со отпадот, од скрипти, од картони, од макети, од што и да е. Може би на тоа некој ќе работи. Пробајте да го направите од сите страни и унапредете го студентскиот живот. Може би како граѓани, може би како семејства, бизниси и слично. Она што сакаме да ве охрабриме е дека треба да стигнете до концепциско решение. Некаков заокружен формат кој што нема утре да биде реалистично применлив. Ке треба инкубација, ке треба дооформување за да може да се стигне до нешто опипливо. Меѓутоа, ние сме тука преку колаборативниот простор, преку менторите во студентскиот центар за предприемништво на Uklo Colors, да го водиме тоа. Исто така, нашите студенти кои што вие сте, наши студенти и наши, се надеваме идни студенти, кои што ќе бидите присутни на хакатони, колабораториуми, летни школи, низ Алијансата, за да може и од прва рака и да пренесете колку сме ние супер и одлични како Uklo и како македонци, а исто така и да донесете нешто таму. Така да она корени и крилја цело време го одржуваме. Значи, кој импакт може да го има ако го доразвиеме заедно? Бидејќи во дизајнот на Алијансата, покрај наградите што ги спомена ректорот финансиски, за хакатоните има предвидено и seed funding за да се оформат стартапи. Уште еден критериум е физибилност, значи реалистичност на планот. Нашиот хакатон може да ги отвори вашите перспективи за воиднина, им порача на пријавените учесници професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска, раководителка на Коспейс центарот. Хакатонот, како што беше досега споменато, е третата активност која што се случува годинава во рамките на овој простор тука, како последователна активност на колаборативните средби или колабовите кои што се случуваа во месец јуни, годинава 2, и изминатата година во рамките на истиот овој простор, во рамките на истиот овој проект во периодот на мај месец ланската година. Хакатонот е последователна активност затоа што најпрво мора да проговориме за проблемите кои што не обкружуваат на одредена тема, а потоа и да размислуваме за на крај и да креираме нешто кое што можеби во еден момент ќе заврши со крајната цел која што имаме, односно да се формира компанија или стартап кој што ќе може таа идеја да износи до крај да ја претвори во реалност. Ние сме на почеток на една долга патека на која што треба да се движиме во наредните 4, 7 или можеби дури и 9 години во рамките на Алијансата Colors. Тоа значи дека овие се првите почетоци во кои што во рамките на овој период кој што изминат, ние ги започнавме активностите за кои што можеби и за нас беа нови, како што се нови и за сите вас. Сметам дека успешно ги завршуваме иако постои простор за подобрување како и секогаш. Во тој простор за подобрување е оно што ќе се случува следната година во делот на креирање на колабораториумите и следниот хакатон. Реално хакатонот е замислен како студентска активност и затоа и така е насловен. Меѓутоа, имајќи во предвид сите предизвици со кои што треба да се соочиме додека го организираме, голема поддршка им дадовме на студентите. Оно што го видовме како искуство на другите универзитети во Алијансата зборуваше дека студентите се секогаш тука креативни, заинтересирани и со желба да створат многу. Меѓутоа, само во заедничка итерација со своите предпоставени во ситуацијава ние професорите, тоа можеме да го направиме успешно. Се надевам дека в година ќе имаме обратен процес и на представување и на водење на хакатонот, благодарение на тоа што искуството што ќе се добие во организацијата на овие хакатони од страна на студентите, в година ќе биде преточено во нивно раководство. Точно дека универзитетот со заедницата од секогаш биле во една заедничка спрега и она што е потребно да биде како размена на информација или поддршка на универзитетот, заедницата го добивала, меѓутоа и обратно, универзитетот го давал кон заедницата. Од моментот кога имаме Алијансата, оваа соработка е издигната на многу повисоко ниво, многу поактивно се остваруваат тие средби и многу повеќе се работи на здружување на заедничките сили во интерес на подобрување на заедницата во која што живееме.
годинава хакатонот е во рамките на УКЛО реализиран со поддршка и локацијски сместен на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Затоа му благодариме на деканот што ја прифати првиот предизвик и првиот хакатон во рамките на Алијансата да се организира токму на овој факултет. Во иднина, локацијата на хакатоните ќе биде различна, затоа што, како што добро знаете, универзитетот има поголем број на членки и сите тие се заинтересирани една ваква активност да се реализира во нивните простори. Сите чекори до тебе, а ти ко сенка ми бегаше. Сите зборови ги трошев залудно, ти молчеше, тоа беше доволно. И кога сите слики бледеат, само твојата стои јасно. И кога се во мене тоне, само ти си во мене. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од 1000 гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Како да не мислам на нас, секоја песна ме носи назад, секој ритам твоето име го шепоти, секоја нота срце ми отвори. И кога други ке ме гледат, во мене само ти живееш. И кога сите ке си заминат, само ти остануваш. Без да кажеш збор, ме скрши и ме крена горе. Твојата тишина збори повеќе од 1000 гласни зборови. Без да кажеш збор, ме најде кога се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Без да кажеш збор, без да кажеш збор, без да кажеш збор, се губам сам. Во свет што го нема, ти си мојот мир и мојот храм. Своето хакатонско искуство пред учесниците на првиот УКЛО студентски колорс хакатон го пренесоа Никола Ѓорговски и Бојан Трајковски, студенти на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, учесници на хакатон во Падерборн, Германија. Здраво, јас сум Никола, студент на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии Битола. Пред само неколку месеци имав прилика да учествувам на хакатон кој се одржа во Падерборн, Германија. И тоа всушност ми беше прво учество на хакатон. И морам да признам дека тргнав со доста прашања што е тоа хакатон, дали ќе имам доволно идеи, дали ќе се снајдам. Но брзо сватив дека не е тоа место каде треба да се плашиме од грешки, тука е место кое не поттикнува да бидеме креативни и да работиме во групи. Она што ми остави најголем впечаток е тоа што сите учесници, иако со различни вештини и култури, работеа како едно со многу енергија и заедничка поддршка. Самите разговори, дружењето и разменувањето на идеи и гледишта разви таква атмосфера која ги мотивираше сите да дадат свој максимум. Тоа е духот на хакатонот. И за крај би сакал да ви посакам многу идеи, успех и одлично дружење
и Блавала. Јас сум Бојан Трајковски, студент на ФИКТИСТО, учествувавме заедно на хакатонот во Падерборн и сакам малку да ви кажам за можеби поинтересната страна, по друштвената страна од хакатонот, односно активностите кои што не беа директно поврзани со работата, со презентирањето, правењето на самите презентации на хакатонот, односно активностите на страна од светото. Запознавме луѓе од многу земји, од Европа, од повеќе европски факултети кои што се исто членови на Colors. Се запознавме со нив, имавме на нашите паузи дружење, смеја, муабети од како тоа живееме дома со нашите култури, до како вид на музика слушаме, до какви филмови гледаме и сето тоа. И многу интересно ми беше кога една вечер имавме караоке организирано, каде што сите игравме, пеевме, потоа се шетавме низ градот, со муабети до доцна и мислам дека така најдобро се зближивме со сите и направивме еден тим, работен тим, но побитно направивме и друштво, кое што успешно функциониравме до крај на хакатонот и успеавме да комуницираме со луѓето, како да се знаеме неколку години, а се запознавме и зборувавме само 3 дена. Исто така, мислам дека во тоа правењето на друштва, на работни тимови е и суштината на хакатонот, бидејќи сите сидат со нивни очекувања, нивни мислења за хакатон, со нивни култури од повеќе земји и сите заедно функциониравме за да направиме некој крајен резултат. Мислам дека тоа е суштината на хакатонот, да успешно да се направи некој работен тим, да се дружиме и најбитно да останеме пријателство. Учесниците на Укло Колор студентскиот хакатон денеска започнаа да работат во просторите на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Нивните изработки ќе ги оценува 7-члено жири составено од експерти од клучните области релевантни за овој хакатон, од сите 4 хеликси на проектот: бизнис секторот, јавниот сектор, академската заедница и граѓанскиот сектор. Како што кажавме, за најдобрите се предвидени награди, учества на хакатони на Колорс универзитетите, летни школи и слично. Укло Колорс очекува хакатонски денови исполнети со креативност, тимска работа и иновации. Почитувани, тука го завршуваме ова издание на емисијата за Универзитетот отворено на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Дантарова Груевска. Бидете и понатаму со нас на 90,8 МГц.
Укло ФМ Битола, ноември 2025 година. Укло ФМ 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk